сме 99%. Почитувани, добре дојдовте во најновото издание на емисијата 99%. Емисија која представува граѓански полиграф на кој секојдневно ги ставаме на тест мислењата кои што ги имаат нашите сограѓани, а по однос на темите кои што се значајни за секој еден од нас. Верувам дека и денес ќе разговараме на подеднакво важна тема, тема која што се однесува на спортот, меѓутоа тука предлагам да го погледнеме прилогот кој што го подготви нашата информативна редакција, а кој што ќе ни објасни малку повеќе околу тоа за што денес ќе разговараме во 99%. Па да погледнеме. Под 5 олимписки кругови денес во дворот на Основното училиште Христо Узунов беа представени 9 спортови, меѓу кои теквондо, карате, гимнастика, алпинизам, атлетика, фудбал, пинг-понг, кошарка и ракомет. Охрид во изминатите неколку години прерасна во партнер на спортот, истакна градоначалникот Никола Бакрачевски. Континуираното инвестирање во спортот, во спортската инфраструктура, вродува со плод и со право може да се каже дека нашиот град живее во духот на спортот, додаде градоначалникот. Тој нагласи дека како локална самоуправа многу направили за подигнување на спортската култура преку спортската едукација, проследена низ разни проекти, настани и манифестации. Бакрачевски на првата потврдена учесничка од Македонија на Олимписките игри охриѓанката Нина Балабан и посака успех, како и тоа на цел све да му покаже што значи да потекнуваш од древниот Охрид, а за возврат охриѓани цело време ќе ја поддржуваат. Да се биде олимпиец е прекрасно чувство, да се учества на олимпијада е врвот на кариерата на еден спортист, изјави Нина Балабан. Самите олимписки вредности, самата фер игра која што владее, самата толеранција, самата запознавање на култури, запознавање на нови пријателства. Мислам, тоа е дел од секој живот. Па моите очекувања се да го дадам својот максимум, како и секогаш досега. И се надевам дека ќе постигнеме доста високи резултати. Подготовките веќе траат скоро 2 години, но од 2 јуни веќе официјално заминувам во Нови Сад, Србија. Таму ќе се спремам со српската олимписка репрезентација и како што ми е најавено, ќе имам секој ден тренинг 8 сати дневно. Што е многу навистина, но сепак тоа е еден, како што викаат, патот за Рио. Меѓу присутните гости беше и првиот човек на Македонскиот олимписки комитет Васил Тупурковски. Тој истакна дека денешниот олимписки ден во Охрид бил најдобар, најспектакуларен и најдобро одржан некогаш во Македонија. Тупурковски нагласи дека неговите впечатоци од маестрално организираниот олимписки ден ќе ги пренесе во Македонскиот олимписки комитет и во Централниот комитет. За нас е тоа на еден начин триумф, затоа што преку овие олимписки денови сметаме дека сме учесници на еден светски олимписки ден каде што младите се дружат, се борат за тоа што они го сакаат, тоа е мир, културно надпреварување и така натаму. Посебно ми беше драго што денеска со нас беше Нина Балабан, која што е од Охрид и која што на некој начин ги доживеа овие убави моменти да ја споменуваат, да ја постакуваат успех на игрите во Рио и ние исто така се гордееме со неја. Инаку на Олимпискиот ден учесниците од Христо Узунов се представи со неколку изведби на музички точки. Од најдобрите ученици беше подигнато олимпиското знаме, имаше изложба на уметнички слики, а накрај спортистите има презентација на нивниот спорт. Ние сме 99%. Почитувани, еве не повторно назад во студиото на телевизија ТВМ. Од оној прилог кој што имавте можност да го погледнете, веќе станува јасно дека ќе се разговара во 99% на темата на олимпизмот, односно неговото значење за сите македонски спортисти, меѓутоа и што истиот представува и значи за всадувањето на љубовта кон спортот кон најмалите деца. На оваа тема денес ќе разговараме со нашата олимписка представничка, стрелачот кој што ќе не представува на Олимписките игри кои што летово ќе се одржат во Рио де Жанеиро, Нина Балабан, а тука друштво ќе ни прави и професорот Гоце Тасевски, кој што е воедно и дел од Асоциацијата за спорт, спорт за сите, сите за спорт. Добре ни дојдовте во студиото на ТВМ. Добре ве најдовме. Олимпизмот веројатно е тема на која што и во минатото многу се говорело.
веројатно значењето кој што истиот го има за секој еден спортист е огромно и непроценливо. Веројатно тоа е и сонот на секој спортист. Од тука и ќе започнеме. Ќе започнам со тебе токму, Нина, бидејќи ти си првиот наш представник, односно првиот спортист од Македонија кој што официјално доби виза за пат во Рио де Жанеиро на Олимписките игри кои што летово се одржуваат таму. Се уште си млада и тоа навистина млада, и како е чувството пред се да се постигне таков успех кој што ќе те однесе на едни Олимписки игри? Да, па чувството е навистина прекрасно, морам да признам. Самата Олимпијада е врвот на една кариера на било кој спортист, дали екипен спорт или поединечен. Многу сум благодарна и до Македонскиот олимписки комитет, кој што ми овозможи да учествувам на Олимписките игри, а и на Македонската спортска стрелачка федерација, која што ме пријави како кандидат за престојните Олимписки игри. Исто така сметам дека навистина ми е голема чест што сум дел од олимпискиот тим на Република Македонија и знам дека ќе се представам во најдобро можно светло себе, градот Охрид, од кој што потекнувам, и секако Република Македонија. Споменав дека станува збор за навистина млада спортистка и веројатно токму тоа треба да биде можеби мотивот за сите млади генерации кои што се уште не започнале или се наоѓаат на самите почетоци од не нивните спортски кариери, меѓутоа од онај момент кога почнуваат да ја градат вистинската љубов кон спортот. Гоце, имавте токму еден таков настан пред неколку дена, минатата недела, кој што се однесуваше токму на тие принципи кои што всушност и олимпизмот ги носи во спортот, а кои што секако значат пред се вградување на таа љубов кон спортот, нормално кон немалите, кон децата. Да, значи 26-ти беше Олимписки ден и нашето училиште тоа го искористи и нашата асоциација го изработи тој Олимписки ден. Посебно ми е мило и драго што една моја пранешна ученичка токму од некој таков сличен проект се задои, односно почна да спортуват и подосна испадна ево и наш овогодишен представник и малце чувството ми е така исполнет сум и сум горд на незе и посакувам многу успех. Она што се случуваше во нашето училиште беше со таа цел на децата да им го всадиме тој олимписки дух. Олимписките игри знаеме дека се на секој 4 години, али оваа година го искористивме нештото да го организираме во нашето училиште, да вклучиме, значи беа вклучени преку 200 ученици наши од Христо Узунов, кои што ги инволвиравме во одредени спортови кои што дел од нив се и на олимписката програма. Учествуваа децата, осетија како да се на една олимпијада, односно на едни олимписки игри, пошто имаше и дефиле, и представување, и химни, и подигнување на знамиња олимписки, се со цел на децата да им го всадиме тој олимпизам, кој што и во нашата училишна програма е опфатен, али на некој практичен дел да го доживеат нештото. Нина, и ти беше дел од Олимпискиот ден во основното училиште Христо Узунов, па ајде некои импресии од онак како го доживеа дечињата тој Олимписки ден, можноста да се дружат со еден спортист кој што ќе ја представува Македонија на Олимписките игри, и можеше ли да се забележи од нивните лица емоциите кои што спортот всушност ги предизвикува кај нив? Да, најпрво морам да ги похвалам организаторите затоа што навистина беше еден олимписки ден. Сум учествувала на Медитерански олимписки игри, на Младински олимписки игри и на првите Европски олимписки игри. И морам да признаам дека целата организација навистина изгледаше како едно отварање на олимпијада. Многу е битно според мене сите млади, значи сите деца, уште во раниот развој да се запознаат со спортот и да почнат да спортуваат првенствено заради здравиот живот кој што ќе го водат, а второ затоа што спортот е некој начин на оттргнување на децата од сите пороци кои што постојат, значи на улиците, во општество, во социјалниот живот, на пример алкохол, цигари и некои такви слични пороци.
Многу ми беше исто така драго што на Олимпискиот ден имаше многу мали дечиња кои што на вистина беа многу среќни, прво да се дружат со некој кој што ето оди на Олимпијада, ќе учествува на Олимпијада, а второ сите некако беа насмеани, среќни, ги пробаа сите спортови кои што беа представени, мислам дека беа 10 спортови. 11 спортови. И на вистина се гледаше дека сите сакаат да учествуваат и да се занимаваат и да се бават со спорт. Го се споменати дека и во рамките на она што ви представува образовна програма во делот на физичкото образование и воспитување на децата, работите еден дел кој што е токму посветен на олимпизмот. Колку е ова самиот олимписки ден кој што го организиравте еден начин или една алатка, иако веројатно не се случува толку често, меѓутоа сепак самото тоа што тие деца имаат можност да видат и да почувствуваат како изгледа барем накратко да се представи еден таков спорт со сите оние церемонии кои што ги ја следат Олимпијадата и да го почувствуваат на своја кожа. Не случајно беше и присуството од Нина која што за нас многу значеше. Благодарност до Нина што одвои време за да биде присутна на тој олимписки ден. За жал од Македонија имаме малце спортисти кои што учествувале на олимписки игри. И за нашите спортисти, ученици кои што се занимаваат со спорт, се уште олимписките игри се некако далечни. Со тоа што беше Нина присутна тука, таа покажа дека секој сон може да се оствари доколку се насочиме и издвојуваме од се она што е наша енергија, наше време, многу жртви да се даваат, може да се стигне на едни олимписки игри. На крајот од дефилето и самите дечиња некои што ја познаваа, кои што се поупатени во нејзините успеси, почна да го скандираат и нејзиното име, што првично кај нејзе, значи знам дека го доживеа некако емотивно. На таков начин сакаме на дечината да им вметниме надеж и желба да спортуваат. Во нашата училишна програма, значи сите колеги кои што се во општина Охрид, има училишта кај што немаме соодветни услови за изведување на наставата, значи нема спортска сала. Во временски непогоди кога времето е ладно или врне, тие се приморани да импровизираат, значи дали во ходници, дали во училници. Во такви случаеви ние го вметнуваме олимпизмот или воопшто теоријата на спортските игри или на спортот воопшто. Друга ситуација каде што имаме ученици кои што се скрос одлични, а не се надарени за спорт, значи со слаба моторика. Ние таквите не ги исклучуваме од старт дека немаат да имаат висока оценка по физичко, напротив, им даваме шанса преку изработка на некој семинарски труд од олимпизам или други спортски игри или некој спорт, ако се тие занимаваат или им е близок од телевизија, изработуваат. Многу често се случува тие да одбираат олимпизам, историја на олимпизмот, учество на наши спортисти од Македонија на олимписки игри и со наше менторство тие изработуваат доста солидни семинарски трудови кои што на крај нормално им помагаат и во познавањата кон спортот и во оценката крајна што би ја добиле. Така. Олимпијадата или било дали се тоа летни или зимски олимписки игри, тоа не представува само еден спортски спектакл кој што милиарди во целиот свет го следат, било во живо или преку малите екрани. Олимпијадата представува всушности еден прстен или неколку прстени во случајот како што стојат на официјалното знаме на истата, кои што представуваат и принципи некои кои што се исклучително важни за спортот. Не е тоа само спортски настан каде што се надпреваруваат луѓе во различни дисциплини, колку самите тие принципи на Олимпијадата придонесуваат да тоа, од најмали нозе им всадиме на децата не само љубов кон спортот, туку и да се придржуваат во своите животи кон тие принципи и да станат и успешни граѓани и активни граѓани во своето општество. Ево јас, значи, символиката на тие прстени кои ги спомнавте се 5, сите 5 континенти се представени со бои. Тие бои на прстените се сите бои што ги има на знамињата на сите учеснички досега кои што биле, барем една боја има на секое знаме. И ги представуваат сите континенти каде што се населени луѓе, освен нормално Антарктика што не живеат луѓе. Значи од Америка, Северна, Јужна, Европа, Азија, Австралија, Африка и се представени на бела основа.
символиката дека на тие олимписки игри сите се исти, од сите континенти со различна боја на кожа, со различна вероисповест и не знам што, сакаме да им пренесеме на децата дека без разлика дали доаѓаш од не знам која улица во градот или од било кое мало или од било каква социјала во смисла од побогати или посиромашни родители, тоа сакаме ние да им кажеме дека кога се на спортските терени сите се еднакви. И секој со свој труд, со свое залагање може да постигнат завидни спортски резултати кои што само спортистите тоа го знаат како е кога си прв во нешто, никој не може да ти го одземи трудот кој што си го вложил претходно. Така. Нина, кога започна да се занимаваш со стрелаштво, дали можеби и ти мечтаеше дека еден ден или ако ништо повеќе би сакала да учествуваш на една олимпијада, на еден спортски настан како што се Олимписките игри? Да, па јас од секогаш сум имала амбиција да учествувам на Олимписките игри, но некако тоа изгледаше далечно. Сега пред 2 години кога влегов во олимпискиот циклус, иначе олимписки циклус трае 2 години пред Олимпијада, добив и олимписка стипендија од страна на Македонскиот олимписки комитет и све некако стана се поблиско и поблиско. Имав поголема мотивација, поголема желба да исполнам некои резултати како на пример МКС во стрелаштвото ја означува минималната олимписка норма која што мора да се постигне за еден стрелец да може да учествува на олимписките игри. Така да све некако беше поблиско и поблиско. И со самото доближување до Олимпијадата растеше и желбата и мотивацијата за истото. Така да со сите напорни тренинзи кои што сум ги имала, знам дека еден ден тоа ќе ми се исплати и ево испадна вистина така. Така. Гоце, споменавме претходно дека се работи со дечињата на вградување на принципите не само на олимпизмот, туку и на спортот и на сето она што спортот како позитивен бенефит придонесува за нивниот развој. Колку според тебе овие денешни генерации кои што се повеќе време поминуваат затворени дома пред компјутери, пред телевизори, успеваат да разберат или пак вие да им всадите дека она што може да го доживеат практикувајќи некој спорт, не само што ќе биде забавно и корисно за нив, туку еден ден, се извинувам, може да ги однесе и на Олимпијада како и Нина? Па, се покажало дека таленти има и ќе има. Проблемот е на тие деца да ги задржиме, тие ќе пробаат различни спортови. Значи имаме ученици кои што секога сакаат да експериментираат во било кој спорт. Понекогаш тоа е и добро, понекогаш и не е. Во смисла, можеме да имаме супер талентирани ученици кои што ги прошетале сите спортови и на крај не се задржале на ниеден. Имаме случаеви кај што не баш толку талентирани ученици со својата макотрпна работа и посветеност на тренинзи успеале да достигнат многу. Она што ние како наставници по физичко и во случајов како организатори на овој олимписки ден, како асоциација за спорт за сите, се потрудивме и се трудиме да им го доближиме она што за нив е далечно, во смисла го гледаат само на телевизија, а не го доживуваат. Се трудиме да им укажеме на тоа дека треба да има желба, па после да очекуваат резултати. Резултатите, посебно во спортот, не доаѓаат преку ноќ. Значи, Нина е тука сведок, имала многу откажувања од се и се што во животот, таа е млада личност и ево сега го достигат, да речам, не би сакал ова да речам дека е плафонот, значи стигнуваат на високите нивоа каде што е пример како треба за овие наши млади популации на ученици за да ги насочиме по тие патеки. Така. Добро, ајде предлагам тука да направиме на кратка пауза за реклами, а потоа ќе го продолжиме нашиот разговор. Ние сме 99%. Почитувани, еве не повторно назад во студиото на телевизија ТВМ, за оние од вас кои сега се вклучуваат на нашата програма. Денес во 99% разговараме на тоа колкаво е значењето на олимпизмот, на принципите кои олимпизмот ги носи и всадува во сите спортисти, меѓутоа пред се на оние најмалите кои што
започнуваат да се занимаваат со спорт или пак сега им се всадува таа љубов кон спортот и сето она што спортот представува за нив. На оваа тема денес разговараме со нашата охридска македонска представничка на Олимписките игри кои што летово ќе се одржат во Рио де Жанеиро во Бразил, и Нина Балабан, и разговарам исто така и со професорот Гоце Тасевски, кој е дел од Асоциацијата за спорт, спорт за сите, сите за спорт. Ќе продолжиме онаму каде што застанавме. Споменавме во неколку наврати дека училиштата веројатно се, ако не први, тогаш тука некаде во тој фронт од каде што започнува всадувањето на таа љубов кон спортот кај најмалите. Почетниот филтер се училиштата, така, наставниците. Колку вие како кадар, како професори кои што чијато стручност е токму физичкото воспитување, представувате на некој начин тие први селектори кои што можеби ќе ги насочат најмалите да се занимаваат со спортот за кој што создадени се да го работат? Па првичното препознавање на талентот и препознавање на соодветната моторика која што ја поседува детето е првиот показател дали детето може да биде спортист или не. Следно е, има деца кои што и не се баш првично талентирани, али со нивната посветеност, како што го спомнав и претходно, и со нивната дисциплина на тренинг и работа на часовите по физичко, може да постигне многу повеќе. Ние сме тие кои што се трудиме да ги насочиме децата во тие спортски клубови кои ги има во градов, било кој спорт. Ние сме тие кои што се трудиме да ги оттргнеме од оние пороци кои што ги спомна Нина, цигари, алкохол, дрога, а јас би рекол и компјутери. Значи, во денешното живење кај што децата едноставно им е предосадно после школските часови, пошто многу од нив се оставени дома, да речам, сами, и ги имаме сите придобивки на модерното живење, од компјутери, од таблети, од телефони, тие нон-стоп се на нив. Во некои проекти кои што претходно ние како колеги ги имаме работено, секогаш сме ги поставувале овие пороци како лоши, од цигари, дрога, алкохол и компјутери, кои што не смееме да ги занемариме, да ги излечиме од првино од школските клупи, да ги излечиме од своите катчи на дома кај што седат подгрбаени и да ги натераме да спортуваат. Со спортување и со јакнење на нивната психофизичка, да речам, спрема, подобрување на нивната кондиција, тие и подобро би размислувале и подобро би се однесувале и се што е околу нив во поглед на училиште, на другари, на родители, би го восприимале, односно би го примале со поведра слика, значи не би биле потиштени и би сакале да тренираат што повеќе. Тоа е она што ние се трудиме да им го пренесеме на децата. Во доста случаеви успеваме и тоа е позитивно. Сега честна исклучици, односно има ученици кои што можеби не прифаќаат, мислат дека ние наставниците по физичко сме тука само за да ги мачиме. Али во она популација кога ги се пубертетли и кога мислат дека светот се врти околу нив и нормално е така да размислуваат, али во подоцнежни години кога ќе се созреат, сваќаат дека во прилог им е да спортуваат и да учествуваат во било какви спортски активности. Така. И ако тоа не е доволно, тогаш веројатно спектаклот кој што олимписки спектакл кој што им го приредивте на 26-ти, веројатно се алатка плюс за да ги примамите до она што спортот може да им донесе. И зборовите на господинот Тупурковски кој што беше гостин во нашето училиште, ние како асоциација, значи, ни дојде стварно добро, тој позитивен фидбек кој што ја пофали таа организација, која што на самиот ден се покажа одлична. Ние се потрудивме, значи, извесен период наназад, претходните денови, да го смислиме тоа, да анимираме многу деца, да ги организираме и на самиот ден да изгледа онака како што изгледаше.
Така. Талентот неоспорно дека го има. Ако не во секое дете, во секое второ веројатно покажува некакви афинитети уште од најмали нозе што би сакало да прави со себе во животот. Голем дел од нив секако имаат идоли токму од кои потекнуваат од спортот и веројатно тоа им е некоја нивна водилка уште од најмали нозе. Меѓутоа, за жал, ситуацијата во нашата земја, со целокупната ситуација околу спортот, без разлика дали станува за екипен спорт или поединечен како што работи Нина, зависи многу не само од талентот кој што го имаат децата, туку и од она што тие како услови го имаат на располагање за да го надоградуваат својот талент. Всушност, Нина, ти и најдобро знаеш колкава кочница всушност беа токму тие дополнителни спортски услови на почетокот кога започна да се занимаваш со стрелаштвото. Да, најпрво би се надоврзала, би кажала дека олимпизмот е вредност или олимписките вредности како спортот се еден начин на воспитување на децата. Значи, воспитување од типот на да издржат до крај, да ги поминат сите пречки, никогаш да не се откажуваат, да им стане јасно дека мора да одат напред, дека мора да се, да кажам, тврдоглави на некој начин да ја достигнат својата цел. Така да јас имав среќа што започна во Охридскиот клуб, Охридскиот стрелачки клуб, кој што има 30 стрелачки места, навистина е на добра локација и има све потребно. Целата спортска опрема која што ни треба ја има. Навистина тоа е еден добар почеток за секој спортиста и за мене како стрелец, но сепак имаме проблеми, например, немам сервисер за оружје. Оружјето мене ми е клjuč за мојот спорт и за мојот успех. Тоа е некој проблем кој што го имам. Втор проблем е тоа што немам електронска мета. Скроз е поразлично да се пука на електронска мета, како што е на секој надпревар и на Олимпијадата, и да се пука на хартиени мети, како што ги имаме ние во Република Македонија. Гоце, колку овие мали можеби на прв поглед, меѓутоа сепак големи Јас би рекол услови, големи. така, Значи, придонесуваат да. и ја прават можеби разликата помеѓу успех и неуспех на било кој спортски настан. Инфраструктурата е најзначајниот момент во еден спортски успех. Не случајно и Олимписките игри се доделуваат, значи 7-8 години пред она Олимписка година. Во случајов за 2016 се одлучуваше во 2008 за кој ќе ги добие Олимписките игри во Рио. Се со цел да се изградат тие инфраструктурни капацитети, односно стадиони и борилишта за сите соодветни спортови. Кога еден спортист би го насочиле ние да тренира некаде, прво што се соочуваат младите спортисти е со просторот каде што тренира, дали ќе е добро игралиштето или салата или стрелиштето во случајов на Нина, или за пливачите дали имаме базен, за велосипедистите дали има добар велосипед, и значи инфраструктурата е многу значаен момент. Потоа доаѓаат финансиите во поглед на подготовки на таквите спортисти кои што би ги пуштиле за да остварат еден врвен успех. Ние во неколку наврати се соочивме како држава за малку да стигнеме на едни олимписки игри. Претходно со кошаркарската репрезентација, со ракометната репрезентација во 1 до 2 наврати. Значи секогаш малце ни фалело, ние мислиме дека е малку, али кога ќе отпосле направиме едно резиме на нештото и кога ќе треба да извлечиме заклучоци, секогаш доаѓаат во прашање финансиите. Нина, ти си исклучително млад спортист и колку за тебе токму тие недостатоци кои што се клучниете за твојот прогрес и за она што ти е потребно како услов за да се занимаваш со стрелаштвото, уште од раните твои почетоци, можеби ти представувале на некој начин пречка или пак во еден момент си дошла и си се нашла во ситуација да речиш јас сум дете, рано ми е јас да се занимавам со тоа дали имам пушка со која ќе пукам или простор каде што ќе пукам со пушката или мети дали ќе бидат електронски или хартиени и едноставно ти доаѓа да се откажеш.
што е тоа што ќе те натера тебе особено како млад спортист да не се откажуваш? Да, па искрено да ви кажам, јас кога започнав да се бавам со стрелаштвото бев тинејџер, што значи дека многу побитно ми било да излезам, да се напијам кафе со пријатели, не знам, да присуствувам на некој роден ден или нешто. Така да тие години, од мојата спортска кариера беа малку тешки, но среќа имав поддршка од моите родители, па некако правевме некоја компензација. Јас уште од самиот почеток скоро имав поддршка од Агенција за млади и спорт, кој што навистина ми помогна во сите потребни материјали кои што ми требаа за да се одржувам во спортот, но покасно тука дојде и Олимпискиот комитет, кој што навистина доста ми помага, како и општина Охрид во неколку наврати. Така да не ми представувало проблем затоа што имав најискрена желба, значи вистинска искрена желба да продолжам со спортот и да успеам во тоа што се бавам. Така да на еден млад спортист многу му е битна желбата. Желбата и да има зацртана цел. Така. Твојот спорт во случајов е еден од поскапите спортови, всушност и опремата која што мора да ја поседуваш како би постигнала што е можно подобри резултати, исклучително скапа. Па од тука какво е чувството кога еден спортист, посебно на возраст како што си ти, се наоѓа во ситуација да дури и сама си набавува опрема, значи од собствен джеб, односно од джебот на твоите родители, а при тоа да знаеш дека дури и тоа што ќе можеш сама да си го дозволиш нема да биде ни близко до опремата која што ќе поседуваат твоите врсници од некоја друга поразвиена земја. Да, па јас одам со размислување дека колку и да е полоша опремата, не е толку битна. Некако одам со таа логика, затоа што навистина тоа е една инвестиција. Тоа е вложување и инвестиција во мојот резултати во мојата спортска кариера. Така. Меѓутоа не чувствуваш можеби потреба или не се чувствуваш можеби на некој начин заборавена, можеби оставена сама на себе, а знаеш дека некои многу подобро организирани спортски нации тоа го прават на сосема поинаков начин и можеби им даваат и многу поголема поддршка на нивните спортисти. Да, па сметам дека и во Република Македонија многу повеќе се поставува внимание на екипните спортови отколку на поединечните спортови, но како што веќе кажав, мојата опрема која што имаме некаде на средина. Така. Значи не сум најлоша, а не сум ни најдобра во опремата која што Ама доволно да си апсолутно конкурентна во Рио, така? Да. Така. Гоце, колку според тебе тие финанси или таа финансиска поддршка која што ја добиваат или не ја добиваат македонските спортисти, без разлика на која возраст се, може да биде клуч до успехот или пак да биде чекор до падот на спортот? Па во секој случај влијае многу. Колективните спортови нормално влечат повеќе финансии. Ние како општество треба да знаеме дека со еден многу мал, односно помал дел колку би се вложувало во еден колективен спорт, да ги се пренасочат во некој индивидуален спорт, односно индивидуален спортист кој што би настапил на едни вакви големи спортски игри, сигурно би вродил повеќе резултат. Ние во нашата држава имаме стрелаштво, имаме атлетика, имаме, за жал, последните години го немаме борењето. Значи, тие се поединачни спортови каде што сигурно со добра стратегија и со вложување во тие индивидуалци би донесле и можеби топ 10 или топ 5 или во најмал рака и некој медал. Така. Можеме ние да донесеме медал за Македонија прв во наше поново живење. Така, ако веќе ги прифатиме дека вакви се условите какви што ги имаме, во моментот ништо не можеме да придонесеме повеќе за тие да се подобрат, со оглед на тоа, за овие олимписки игри. Какви се вашите очекувања, првин твоите лични, Нина, од она што очекуваш од себе си да го постигнеш во олимписките игри во Рио, па и Гоце, какви се очекувањата на сето она што ќе го имаме како представници, спортски представници од Македонија на тие олимписки игри?
Јас сметам, мислам и знам како и секогаш дека ќе го дадам својот максимум, а што се однесува до мојата опрема која што ја поседувам, го имам тоа што го имам и ќе го извлечам максимумот од неа. Значи максимум од сите ресурси со кои што располагам. Јас би додал, значи прво за да се оствари еден резултат треба да се сака. Јас знам дека Нина тоа го сака. Знам дека Нина години уназад имала многу откажувања и ево сега една нејзина прилика или шанса да покаже која е Нина и која е во годините уназад каде што постигнувала добри резултати. Ево најново имаше и резултат личен рекорд и македонски рекорд на надпреварите во Минхен, кои што беа мислам претходната недела. Да. Со желба и со труд мислам дека се може да се постигне. И со искрена желба и со поддршка од најблиските, сите ние ќе навиваме за незе, за достојно да не представи, а потоа и неизе да се представи, односно да се врати со еден личен рекорд во најмала рака. Олимписките игри се веројатно најважниот или еден од најважните спортски настани за секоја, за било која нација, без разлика колку се развиени или колку добри резултати прикажуваат како спортска нација. Меѓутоа за нас тоа е веројатно светиот грал на сите спортови, на сите достигнувања што како нација може да ги достигнеме. Што според вас олимписките игри значат за Македонија и за македонскиот спорт? Па ево, значи олимпизмот се уште за многу спортисти е врвот на нивните кариери. Од причина што на олимписките игри настапуваат не само професионалците. Спортот последниве години сме сведоци дека е многу искомерцијализиран. Многу пари се вложени, посебно во фудбалот и други спортови, или најповеќе во фудбалот. На тие олимписки игри учествуваат, како што кажав, не само професионалци, доаѓаат аматери од многу држави. И многу пати се случувало да некои анонимци во наводници освоиле медал. Затоа се уште олимписките игри се највисокото нешто за секој спортист. Секој кој што во својот живот бил спортист, јас верувам, почнувајќи од мене, дека секој сакал да се појави на некои олимписки игри. И ево сонот на Нина и се оствари. И она што Нина го пропагира и го кажува и се појавува онаму каде што има ученици и деца, во случајов како наш гостин што беше во училиштето, верувам дека ќе повлечат и други дечина да го пратат нејзиниот чекор за да стигнат утре и тие на некоја олимпијада. Така. Нина, што една олимпијада представува за една држава како нашата и за спорт каков што ние имаме во нашата држава? Да, па би се согласила со се што кажа професорот. Навистина е така. Сметам дека секоја држава треба да земе учество на Олимписките игри, затоа што тие се еден настан, еден спортски настан на кој што учествуваат многу спортисти, некои кои што се професионалци, како што кажа професорот, некои кои што не се, но тој ден е едноставно докажување на самиот спортист што работел во изминатите 4 години или повеќе од 4 години. Се уште, јас би дополнил, значи се уште се на почетокот на тие олимписки игри, кога ги имаме они официјални обраќања, се уште стои она референца, она реченица од, да речам, таткото или првиот човек кој што ги почнал олимписките игри, Пиер де Кубертен, кога кажал дека не е важно да се победи, важно е да се учествува. И тоа е се уште мотото на олимписките игри, баш и тоа ние сакаме да го пренесеме на нашите ученици. Нина, остануваат уште неколку месеци до Олимписките игри во Рио. Ајде во овој период кој што ти преостанува, кој што знам дека напорно ќе се подготвуваш во Србија, ако не се лажам, така со српската репрезентација. Дали можеби размислуваш во овие моменти како ќе се почувствуваш во онај момент кога официјалниот спикер кој ќе ги отвара Олимписките игри ќе го каже името на нашата република? Па сигурно ќе се чувствувам прегорда, затоа што сум член на олимпискиот тим, да, на олимпискиот тим на Република Македонија и затоа што ќе имам шанса да ги представувам нашите две бои на нашето знаме.
Така. Добро. Верувам дека успеавме во изминативе минути да пренесеме сето она што не само како чувство, туку и како принципи кои што спортот им ги нуди на младите и кои што ако се применат како што треба, може да те донесат и на Олимписки игри. Мене ми останува да ви се заблагодарам за вашето денешно учество во 99%. Тебе, Нина, ќе ти посакам сиот успех на Олимписките игри во Рио и те очекуваме ние со златен медал. Нема што помалку да бараме од тоа. Скромноста е на ниво нормално. Така, секако. Таа е наш спортист, охрилјанка пред се, така да ти посакуваме од се срце, ќе навиваме за тебе во Рио. Ви благодарам и на двајцата. Благодариме. Почитувани, тука е крајот на ова издание на 99% со некоја нова интересна тема ќе се видиме наредниот вторник, а вие до тогаш останете на програмата на телевизијата Мама. Пријатно. Ние сме 99%.